во пирамида. Одлично, благодарам за поканата. Мислам дека атмосферата е прекрасна и добра отворена дебата да си кажеме своите мислења. Добро. Господине Неделковски, како вие се чувствувате, се вратите на малите ТВ екрани, веќе имате полека на сигурно публика, имате фанови. Како се чувствувам? Да, ви недостасува ли формула да коментирате? Па не знам, тоа се многу лично прашање сега. Па инаку како би ви поставила? Ако ти поставам јас некој лично прашање, би поставам лично, да. Па дали ми недостасува? Недостасува, меѓутоа на мој начин, не на начин како луѓето што го помислат. Како се снаоѓате пред телевизиските екрани? Па не знам, веројатно добро. Јас не гледам снимките на тоа што сум работел. Претпоставам дека е добро. Добро. Како ви е сега вам? Извинувам за тишина, да. Како ви е сега вам станавте професор? Не, јас сум вработена на факултет за физичка култура, се уште сум доцент, предам на катедрата пливање. Но имате докторат, готово тоа? Да, докторатот е завршен, пред 3 години подпредседател сум на Македонскиот олимписки комитет и тренер на младинската репрезентација во пливање. Така сум максимално посветена на спортот. Која година на студенти имате? Во прва предаваме, сега според новиот европски кредит трансфер систем, пливање е во прва година. Би сакала да искористам приликава, прекрасна публика имавме вечерва, да ги поздравам сите, благодарам за поддршката. Двајцата со играчи беа прекрасни, стварно ми беше задоволство да бидам со вас тука и весно ти благодарам за поканата. Јас се забавував, не знам за другите. Добро. Фала и на вас, за вашето учество. Но, значи, дајте си пон аплауз. 11 октомври! И сами читатели фон! Добро. Веќе треба да имаме, ги знаете како ја завршуваме пирамида. Секогаш овој вредносен ваучер треба да оди кај некого кој што ќе го погоди победникот и така и се открива победникот во пирамида. Значи, дали имаме некого на линија, односно дали имаме победник кој што ќе каже за кого гласал, кога ќе каже за кого гласал, тогаш ќе знаеме кој е победникот. Ајде да видиме. Добра вечер. Имаме ли некого? Имаме публика, имаме ладно надвор. Имаме ли публика или имаме ли некого на линија или не? Или јас да кажам, оно што ми го кажа Миленко пред да влезем у студио, што носел зајакот кога лета на грб? Орел, бе, како? Дали имаме некого на линија, овој вредносен ваучер од 10.000 денари? Бубе беби, што? Имаме, окей, добро вечер. Добро вечер. Се исклучил, Се уплашил. Па не сме страшни. Дали имаме некој друг? Ајде. Имаме или немаме? Чекаме, да почекаме. Господине Филип, ми рековте дека... Да кажеме некој вид, што? Да, ми рековте дека многу ви е покомотно како директор на библиотека отколку во политиката. Да. Да? Да. Се изморите, тоа значи дека ќе се повлечете? Јас се занимавам со политика и дипломатија, меѓутоа интересот професионално ми е насочен кон тоа да младината и сите граѓани на Скопје ги насочиме кон читање книги и мислам дека е таа многу племенита обврска и задача која што сам на себе ја поставив и сметам дека дава резултати. Бидејќи младина, односно жители кои што не вложуваат во својот интелектуален капацитет со читање на